како што го сакуваш. Не почне да боли главата од тебе. Чити од текстот, молам. Немат звезди полични од твоите очи. Да се ноќе на небо денке растени. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Кога коси расплетиш како куприна, лична си и полична од самовила. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Кога песна запее славеј, надпе, кога оро заигра, срце сигра. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Ева твоето пени? Окај. Целосно е готово. Леле, боже, мај. Нема на тоа. Дечки, еднорадно да деца ќе зборуваме 24 сати со робот. Секако. Ако ми кажеш кој дел од задачата ти е проблематичен или што не ти е јасно, можам да ти помогнам да го разбераш или да ти ги објаснам чекорите. Тоа точно ти треба во врска со оваа задача. Воопшто, воопшто јас ти реков дека имам проблеми со задача, само правев интрото за моје видео. Супер. Во тој случај можам да ти помогнам со конкретни идеи за тоа како да го структурираш интервјуто, какви прашања да вклучиш. Не интервју, интро за YouTube видео. Разбирам сега. Значи, целта ти е интервјуто да го вметнеш во постоечко видео. Можеш да го направиш така што... Леле, глупо. Не е интервју. ИНТРО, интро за YouTube видео правев, зашто мора да ми терапташ? Сега ми е јасно. Значи, сакаш во самиот почеток од видеото да ставиш едно кратко воведно интервју, што ќе го загреби. Ако имаш веќе снимено интервју, можеш да го на почетокот, да додадеш некој наративен музика, па после тоа да продолжиш со главниот дел од твоето видео. Ако ти треба наводки или како најдобро да го уредиш, слободно прашај. А кој тебе ти рече кога треба да правам интервју? Најчесто, за да направиш добро воведно интервју, може да ги држиш. Ама кој те праша кога треба да правам интервју? Само кажи ми пораката кој ти ја прати дека треба. Правев интервју за YouTube видео, значи ИНТРО, тоа е, вика здраво дечки, ти само ми тераптиш на некоја задача. Разбирам. Значи, може да почнеш со едноставно поздравување, како здраво дечки, денес има многу интересен видео. Јасно. Значи, само ќе кажам кратко воведно. Здраво дечки, поздрав, и потоа веднаш преминуваш во главниот дел. Нема да го продолжувам воведот. Ова ќе биде поедноставно и појасно. Кажи ми некои интересни факти за YouTube. Се разбира. Кога ќе почнеш, кажи здраво дечки, поздрав. Добро, тоа го забележивме. Сега кажи некои интересни факти за YouTube видео. Супер. Сега ти треба да си замислиш јасен план за видеото. Избери една главна тема и потоа подготви најважните факти што ги Зборувам 24 сати со робот. Океј, супер, нема проблем. Само да кажам дека нека тоа требаше се вика 24 сати зборувам со робот, но многу повеќе боли главата и стварно болеше главата, не само дека да речем дека боли главата пред камера, стварно почне боли главата за работа, нема шанса 24 сати, не 24 сати, например, зборувам секој 10-1 сат, на секој сат зборувам со некоја глупост, ама не може тој глупав роботот, не може ништо да ми, значи, не се на македонска девојче да пее, не знам тоа како успеа и затоа не се вика 24 сати, дека се вика, мислам дека уште го едитирам во себе делот, сега примете дека така реков, се вика, ме боли глава, роботот ми изнервира до крај. И може да средиме видеото. Кога ќе се вратиш, ќе бидеме тука и ќе ти помогнам со сите детали, без причина. Па тоа е темата, зборувам 24 сати со робот. Супер, јасно ми е. Тогаш нема да продолжувам сега, ќе те оставам да си ја завршиш работата. Ако ти треба било каква помош по 24 часа, само јави ми се и ќе продолжиме. Да, кажи ми интересни факти некој. Секако. Еве еден интересен факт. Знаеш ли дека октоподите имаат 3 срца? 2 од нив се користат за да го пумпаат крвта низ жабрите, а третото ја пумпа низ остатокот од телото. Ше неверојатно. Добро, кажи ми уште некој. Секако. Еве еден интересен факт за светлината. Всушност, најбрзото нешто во универзумот е светлината, а таа патува со брзина од околу 300.000 км
300.000 километри во секунда. Навистина неверојатно. Кажи ми уште некои интересни факти. Секако. Еве уште еден факт. Знаеш ли дека медузите постојат веќе околу 500 милиони години, што значи дека се помеѓу најстариот вид животни на планетата. Баш е фасцинантно колку долго обстојуваат. Кажи ми други 10 факти за YouTube. Значи, овде, например, ако некој те праша кажи ми некои 10 интересни факти за YouTube и што ќе му кажеш ти? Разбирам. Значи, ако правиш видео со факти за YouTube, кажи им, например, знаевте ли дека YouTube е основан во 2005 година? Дугач првото видео на YouTube се вика Me at the Zoo и објавува Нема шанси, стварно, кога некој не го знаеше тоа. Да, апсолутно. Можам да ти помогнам со сигурни и интересни факти. Еве уште еден. YouTube е вториот најпопуларен сајт на светот веднаш по Google. Така, гледачите ќе добијат едно широко поина разбирање. Така да не е најпознатата апликација во свет. Точно. Можеш да кажеш Да, точно знам, не сум глуп, па тебе. Нема проблем. Сваќам те. Супер е тоа што знаеш. Само спокојно продолжи, кажи ги фактите што сакаш и се ќе биде во ред. Како можете да се? Може тебе да ти дам име? Секако. Ако сакаш, кажи ми кој тип факти или кажеш... Не. Избриши го тој цел ден сега. Јас сам ти дам на тебе име. Како сакаш да ти викам? Нема гажи, нема проблем. Ќе го избришам ова име што ти го дадов. Можеш слободно да ми кажеш како сакаш да те викам и јас ќе го користам тоа. Викај ме I'm your boss. Не. Само викај ме деца. Супер. Ако те прашам нешто и ако те прашам нешто на крај речи или оплачителкот и на крајот речи еве што најдов за вас Давид ДС. Секако. Нема проблем. Секој пат кога ќе ти одговорам, на крај ќе ставам еве ова е за вас, Давид деца. Така ќе знаеш дека е... Не деца, ДС. Разбирам сега. Значи, секогаш кога ти одговорам, на крај ќе кажувам еве, ова е за вас, деца. Не, Давид долна црта ДС. Јасно. Се извинувам. Значи, секогаш кога ти одговорам, ќе кажувам еве, ова е за вас, Давид донес. Сега ќе користам тоа. Леле, о мај гад, знаеш, значи Давид, долна црта, буквите Д и С. Разбрав. Значи, твоето Не разбрав. Продолжи. Нема проблем, нема да се заглавувам. Само ќе се држам до тоа што кажа и сега ќе го користам точно тоа име како што сакаше. Ако имаш други детали или... Кој е точното име? Давид, долна црта ДС. Добро, дали го знаеш јутуберот Давид долна црта ДС? Јасно. Ќе те викам Давид Донас Десе од сега па натаму. Не, само викаме Давид. Може само Давид да ми викаш? Нема проблем. Ќе те викам едноставно како што ти одговара, без никакво име. Само кажи ми ако имаш некоја преференција повторно. Да викаш Давид. На крајот секоја порака што ќе напишеш. И ќе кажеш. Супер. Сега разбирам. Од сега па натаму ќе те викам Давид. Ако има нешто друго што сакаш да менуваме, слободно кажи ми. Но не треба ништо друго да менуваме, се само да изразиш на YouTube, да напишеш јутуберот Давид долна црта ДС и да ми кажеш колку сабскрајбери има на него. Не успеав да најдам јавна или проверена информација за бројот на претплатници на YouTube каналот на Давид Донас Десе. Доколку имаш точно име на каналот, линк или корисничко име, можам да пробам повторно да преверам. Давид долна црта ДС слика со iPhone има на него постирано како профилна слика. Не успеав да најдам точни информации за бројот на претплатници на Давид Донас Десе. Во пребарувањето не најдов достоверни податоци, дури и со описот на iPhone профилната слика. Ако имаш директен линк или поточно корисничко име, може повторно да пробаме.
Не успеав да најдам потврден податок за бројот на претплатници на YouTube каналот со корисничко име Давид Десе. Ако имаш точна URL адреса или официјално корисничко име, можеме да пробаме повторно. Има јутубер, значи има 20 сабскрајбера, на новото видео му е некој како со некој десерти, кажи ми кој е на новото видео на негово акаунт. Ја не сум тој човек, но само да знам дали колку сабскрајбери има, кој е на новото видео. Не успеав да најдам точни податоци за бројот на Кој е најпопуларно видео на Давид ДС видеото што го има со Ореа во Дубај? Не успеав да најдам сигурен наслов на најпопуларното видео од каналот Давид Десе. Ако имаш конкретен линк и снимка што имаш предвидено, можам да пробам повторно. Исто така, ако сакаш, можам да ти помогнам како сам да ги провериш прегледите и рангирањето на видеото. Најпопуларното видео има 101 гледач. Разбирам. Ако најпопуларното видео има 101 гледач, тогаш можеш тоа да го споменет како најголемо достигнување за каналот досега. Така ќе знаат гледачите дека тоа ви Да те прашам нешто. Во колку сабскрајбера можам да заработувам како на пример во Македонија, колку треба сабскрајбери да идам на YouTube за да почнам да заработувам? Разбирам. Најчесто, за да почнеш да заработуваш од YouTube преку програмата за партнерство, ти требаат најмалку 500 претплатници и 4000 часови гледаност во последните 12 месеци. Кога ќе ги достигнеш тие критериуми, можеш да аплицираш и да почнеш да заработуваш преку реклама. Значи, дечки, ако можете да наресете до 500 сабскрајбера, тоа би било многу добро. Да те прашам уште нешто. Ако има видеото, има 100 гледачи. Колку пари донесува тоа, мој да кажи ми? Точно. Тоа зависи од тоа колку луѓе ќе ги гледаат рекламите. За 100 гледања, обично заработката е прилично мала, често неколку центи. Потребно е да се има многу поголем број прегледи, па тогаш заработката може да се скоси. Добро, на пример, видеото на пример ја собрало 101 гледач. Тоа колку МКД ми носи пари и немој да ми објаснуваш ништо друго, само кажи ми колку пари се тоа? Разбирливо. Ако имаш 101 гледач, најчесто заработуваш неколку центи, можеби помеѓу Колку се тие центи во МКД? Така е. Тоа би било многу малку. За 101 гледач, тоа најверојатно ќе биде само неколку денари во целост. Значи речи си ништо. Значи колку, ама кажи ми колку денари се тоа? Секако. Значи, само за да сум јасен, ако имаш 101 гледач, тоа би било околу 10 до 50 денари македонски, во зависност од рекламниот RPM. За мас ги имам. Точно. Немаш ни. Ако ти треба дополнително нешто, податоци за YouTube или за работката, Значи сега јас имам точно ако јас имам сега 500 сабскрајбера и ако почнам така да правам пари, јас на пример сега имам на акаунтот 18.908 гледачи. Значи тоа сега ако биде комбинирано, колку пари би било сега тоа? нема точни информации за бројот на заработка од гледања, но генерално заработката на YouTube се мери со RPM, односно приход по 1000 прегледи. Ако, например, RPM е околу 2 евра, тогаш 101 гледач би донел околу 0,20 евра. Значи треба многу повеќе прегледи. Добро, на пример, јас ако имам се на пример 19.000 гледачи, колку пари во МКД би донело тоа? Ако земеме просечен RPM од, например, 2 евра, тоа е 38 евра. Во денари тоа би било околу 2300 денари. За колку 19.000 гледачи? 2300, да. Добро, за пример, за колку за ако имам 1000 гледачи на каналот, колку пари се вади тоа? Секако. Ако имаш 1 гледач,
RPM пример. Добро, не, да. Чекай, ќе те добавам малку ти, можеш да можеш. Значи речи, ако можеш да ме несете до 500 скрайбера, барем да заработам 2000. Не се шанс. А сега да стигне до 10 скрайб тоа се, ама нема. Само ме интересираш, што ги рече. Ме разбра? Да, разбирам целосно. Секој пат кога ќе завршим реченица, веднаш ќе додадам извинете господине Давид. Нема да се отклонува од тоа и така ќе продолжим до крај. Добро, кажи ми некои интересни факти за YouTube. Секако. Еден интересен факт за YouTube е дека секоја минута на платформата се качуваат повеќе од 500 часа видео. Извинете господине Давид. Добро, кажи ми некои интересни факти за OBS Studios. Секако. Еден интересен факт е дека оваа студија е првата што ја користеше техника на FMRI за да ги следи мозочните активности. Извинете господине Давид. Кој е најпопуларно место во Скопје? Едно од најпопуларните места во Скопје е плоштадот Мајка Тереза, кој е центар на градот и едно од најживописните и најпосетуваните точки. Извинете господине Давид. Добро, кажи ми кој iPhone е најдобар во светот? Најдобриот iPhone во моментот е iPhone 15 Pro Max, кој има најсилен чип, подобра камера и најдолготрајна батерија. Како што го сакуваш. Не почне боли главата од тебе. Читај текстот, молам. Прочитај ми го текстот од македонско девојче песната на глас. Секако. Кажи ми само која песна имаш на ум и ќе ја пренесам на македонски со точен нагласок. Оваа песна има баш предивен емотивен тон. Многу е романтична и пуна љубави према македонското наследство. Текст баш истакнува лепотата на македонското девојке од Можеш ти да го кажеш на глас текстот? Секако. Ако сакаш, можем да ти ги знаведам стиховите поред. Да. ти ги Супер. Значи, ќе ги поминам стиховите еден по еден. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Немат звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо денке растени. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Кога коси расплетиш како куприна, лична се и полична од самовила, дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Кога песна запее славеј, надпе, кога оро заигра, срце сигра. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Ева твоето пени? Окај. Целосно е готово. Леле, боже, мај. Нема на